Колешки, прво за аферите, пошто рековте со конкретни бројки и ова, значи треба да се вратам во полиција како инспектор, бев таму, и да тогаш да ви кажам точно со бројки. Значи, и тоа така сме го работеле. Вие сте наследници на комунистите, така? Но во комунизмот да знаете за вакви афери, па глави ќе паѓа. А сега тоа си стана нормално, ама 1,5 милион, 5 милиони, 2 милиони. Знаете, во комунизмот имаше и ред. Вие створивте неред. Вие не знам и дали сте наследници на тие комунисти. Тие не чинеа во една работа што не дозволуваат друг да мисли поинаку. Тие само, тие не дозволуваат друг да мисли поинаку и да има повеќе партиски систем. Но се друго со бројки, ви реков, така можам да ви кажам, затоа што сум навикнат со бројки да зборувам само кога сум сигурен. Сега ги слушате сите и ги гледате, но ги кажувате 1/10 од аферите што реално постојат. Така мисли народот, да знаете, не е битно јас што мислам, дали политички ви зборувам така. Прашајте ги луѓето, обичните луѓе, ќе ви кажат што мислат за сето тоа. За тир зоните, рековте, повеќе инвестиции имало сега, дојдени. Чудно, но вистинито, не знам дали е вистинито за вас, за народов не е вистинито, затоа што можеби се тие, не знам, проширувања на некои ситни погони што ги имале за да ги реинвестираат парите, за да не платат позголемен данок што сакавте да им го зголемите и така натаму, да избегнат некои давачки што им ги зголемивте. Иначе реално нема фабрики како што беа Кромберг, Шуберт, ОДВ Електрик, КСС, Дрекслер, Мајер, Вики, Гейнтерм, во Прилеп. Значи тие беа фирми во кои се вработуваа по 3.000, 4.000, 2.000 вработени. Таква некоја, ако знаевте, требаше да ми кажете, да ми кажете такви по 2.000, ќе беше супер во Република Македонија. И ова зголемување на платите, што и кажавте тоа, сега се сетивте од како се распишаа изборите. Сега пак повторно инветувате план за живот, ама ова е онај живот, вториот живот, план за живот. Помина овој план за живот. Благодарам.